Вчитувана јавност, вчитувани колеги, не планирав да се јавам за збор, така дискусијата ме инспирираше од страна на колегата Диме Велковски. И еве да ги трнеме тие тешки теми, знам дека се тешки, знам дека и власта и опозицијата, сте пратеници, знаеме дека неспособниве не можат да обезбедат средства за луѓето со ретки болести. И еве таа тема ќе ја трне, бидејќи тоа веќе јавно се гледа дека е така. Не гледам зошто би имале табу теми во оваа комисија, затоа што за секој проект кој што неспособни во Делинденска сакаат да го реализираат, треба средства. А тие средства обично тука се распределуваат од собранието или поточно од оваа комисија за финансирање и буџет, така што генерално за секоја политика тука е местото кое што треба да се дискутира за граѓаните да имаат точна представа што се случува во државата, бидејќи на телевизија владата може да зборуваат што сакаат, ако за тоа нема предвидено средства, тоа не може да се реализира. Господине Велковски, неспорно е дека ова од 1800 денари киде на може да продолжам? Колеги од мнозинството. Неспорно е дека од добро е ако некој скенирал и добивал 1800 денари, сега ќе добива 2100 денари. И ако правите толку одлични проекти, зашто толку сте нервозни сите? Разговараме во интерес на граѓаните. Сега не е клучно прашањето дали ќе бидат 2100 или 2200 денари. Клучно е прашањето, почитувани колеги, кои и колку семејства во домашниот буџет имаат месечно, односно годишно, 1.000.000 денари да потрошат, без оние сметки за струја, за вода и така натаму, каде што не може да има поврат на ДДВ, и да ги земат овие средства кои што власта ги ветува, а вие ја браните. Колку семејства во оваа држава имаат домашен приход од повеќе од 100.000 денари, кажете ми, за да го земат максималниот износ со кој што вие се рекламирате. Ако семејствата во Република Македонија сите имаат дома над 100.000 денари приход, па вие до сега 5 пати избори ќе распишете, немаше да бегате кој ѓаволот крст од избори. Ако сите оние кои што скенираат ќе добиваат сега по 300 евра годишно, значи потрошиле повеќе од 20.000 евра. Бидејќи ви кажав за струја, за телефон, нема поврат на ДДВ. Па ако имаме толку многу богата држава, хајде колеги да одиме на избори. И да кажат граѓаните дали земаат по 300 евра годишно, дали трошат по 1.000.000 денари и скенираат, или може би реалноста е сосема друга. Сакам да кажам, без игри на зборови, без представување на состојбите дека се розови, во рете, го покачувате од 1800 на 2100, за разлика од другите договори кои што ги потпишувате, ова ви беше во програма, стоеше поврат на ДДВ, тоа е во ред, но немојте било кој од нас да ја манипулира јавноста дека сите дома имаме по 2000 евра плата и ќе скенираме, ќе добиваме по 300 евра годишно, и немој било кој да негодува за амандман кој што го поднела опозицијата, бидејќи има право да го поднесе, и тоа полно право има да го поднесе кога гледаме што се случува со оние кои што имаат ретки болести. Благодарам.